Благодаря. Почитувани колеги, почитувана јавност, денес пред нас е предлог законот за измени и дополнувања, на законот за платен промет по скратена постапка. За јавноста да има увид што значи тоа, тоа значи дека законската можност која завршуваше на 31.12.2015 година на фирмите кои имаат блокирана жиросметка и трансакцијска сметка, значи кои можеа да вршат плаќања на своите обврски побарувања преку компензација, асигнација, цесија и преземање на долг, со овој предлог закон се отвора можност времетраењето да се продолжи за 2 години, тоест се менува, значи, одредбата да долговите можат да ги плаќаат до 31.12.2017 година. За да нема дилеми, значи, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз ќе го подржи овој закон од единствена причина што овозможува каква таква екзистенција на тие фирми и можност во некој идно време, кое се надеваме дека од економски аспект ќе се подобри по изборите на 24. април 2016 година, да ги одблокираат своите жиросметки како резултат на подобрената клима за економските текови во државата и како резултат на релаксирачката економска политика која ќе ја спроведе идната влада на СДСМ. За мене лично, читајќи го овој закон, се наметнуваат две дилеми. Првата дилема е како да го крстиме овој закон, дали спаѓа во типот на реформски закони, бидејќи оваа влада е 10 години труби на сите страни дека е реформска влада. Вице-премиер за економија има познат, мислам, назив deal oriented во настапите што ги има во своето однесување како вице-премиер на владата на Никола Груевски. И сето тоа, гледајќи го низ призма на тоа што го пропагира ВМРО ДПМН преку својата економска политика и неговите гласноговорници, приватните телевизии и државната радиотелевизија, остава, значи, доем дека ова влада е посветена на реформи, ова влада е реформски и затоа беше избрана 2006 токму да ги спроведе тие реформи, дури и нивната програма беше преродба во 100 чекори. И сега, 2015 резултати на таа преродба, ама не виртуални како што ги кажуваат Сител, Канал 5 Алфа и МРТВ, него што е реалноста. И зошто се носи овој закон, тоест продолжување на можноста на фирмите што се во стечај да обстанат во таа форма, значи да можност да дишат на шкрги, да животарат уште 2 години. Информација, јавноста мора да знае дека во Македонија секоја трета фирма има блокирана жиросметка. Тоа се податоци за 2014 година од Народна банка на Република Македонија. Значи, 21.000 фирми, почитувани граѓани, или 32% од фирмите имаат блокирана жиросметка. Во последните 5 до 6 години 10.000 фирми се затворени. Значи, тоа што го кажува владата, тоа што преку маркетинг е наметнато да остави впечаток во јавноста дека ова влада е реформска, воопшто не кореспондира со реалноста, а реалност имаме можност да ја видиме токму преку овој закон, токму преку овој предлог закон, токму преку можноста за продолжување на животарење на фирмите за уште 2 години. И на прашањето колку е тој број на економски субјекти, по анализите, по показателите на Народна банка, бројот е секоја трета фирма или 21.000 фирма во Република Македонија се предмет на овој закон и им е оставена можноста како така да се снаоѓаат во наредните 2 години. Второ, ако направиме една корелација која денови ни се пласира преку листата на Doing Business на Светската банка и изјавата на премиерот дека се работи за
Ние, вика премиерот вака, ние како влада веруваме во реформите кои ги спроведеме во Македонија, кои ги применуваат најдобрите светски практики, кои ги анализираме и прилагодуваме на наши услови. Високиот ранг е само резултат на сработеното. Знаете дека по листата на Doing Business Македонија е рангирана на 12-то место. И сега, ако направиме една корелација, се постава прашањето како тоа по Doing Business листата од година на година Македонија зазема се по-добро место. Знаете дека е по-добро и од Германија и од други по-развиени земји, а во практика не се случува пред нас сега да имаме закон во кој треба да се решава судбината на фирми, не да се решава да им се остави можноста да преживеат на 1/3 од фирмите во Република Македонија. Што е тоа што по Doing Business е подобрено? Подобрени се законските можности за отварање на фирми, законските можности за воведување на катастрот за издавање на градежни дозволи. Меѓутоа, почитувани граѓани, никако не е подобрена можноста на економските оператори да го остваруваат својот бизнис. Ред на мерки има кај што државата наместо да се јави како корелатив или да обезбеди еднакви услови за сите економски оператори во земјата, државата во Македонија, тоест власта на ВМРО ДПМН, води еден вид на концепт на клиентелистичка политика во кој ги форсира фирмите кои се блиски до власта, ги дава тендерите на фирми кои се блиски до власта, така да фирмите кои не шуруваат со ова власт, најверојатно ќе ја доживеат судбината и на овие фирми, бидејќи никој не може да ме убеди дека сите овие 21.000 фирма кои имаат блокирани жиросметки е резултат на погрешните одлуки на менаџерите во тие компании или е резултат на нешто друго. Сепак, значи, не кореспондира тоа што е прв показател на владата, дека со самото кажување дека и фалење на Doing Business-от на местото кое го зазема Македонија според ранг листата на Doing Business-от, дека нешто е подобрено во Македонија. Напротив, реалноста кажува дека условите за водење на бизнис, поготово на домашните економски оператори, се доста лоши и баш токму заради тоа секоја трета фирма во Македонија има блокирана жиросметка. Не сакам да зборам за страните инвестиции, кои исто така, ако беше толку добар Doing Business-от и ако толку добра клима имаше Македонија, нема да беа на ниво најмало во земјите од Балканот. Тие изнесуваат некаде околу 100 и според податоците на Народната банка, тие изнесуваат некаде околу 121 милион евра, од кои 35 милиони евра се од една карибска држава, Свети Винсент и Гренадини. Значи, економските одлуки, фирмите кои инвестираат во Македонија или ги носат на база на некои приватни, не приватни, него лобирање на одредни членови на владата со давање на одредни повластици, или пак не доаѓаат на здрава пазарна основа, туку доаѓаат на друг начин за да остварат некои други цели. Значи, поентата на мојата дискусија е, престанете веќе со фалбите, со тоа што го пласирате на народот, дека сме трета економија во Европа, според Doing Business 12-то место во светот, туку дека реалноста е во Македонија има лоши услови за бизнес клима, владата на ВМРО ДПМН за 10 години ги направи тие да бидат уште полоши, дури воведе правило на клиентелизам, на партиска припадност и на богати, не само на мал круг на луѓе кои се блиски до власта, и дека од сето ова на крајот ќе ви кажам еден заклучок. Заклучокот е следниот. Doing има, ама бизнес во Македонија нема. Благодарам.